на слободното време. Еден од нив е волонтирањето. Наместо да пиете кафе, искористете го слободното време за да смените нешто во државата. Ова е пораката со која младинската група на Хера повикува нови волонтери во своите редови. Волонтерството подразбира работа за која не се добива плата, но која, како што велат од асоциацијата, може да им биде од голема корист на средношколците и основците. Младите не се само средношколци, не се само млади кои што пијат кафе, туку навистина имаат потенцијал да донесат промени во државата. Еден од оние мали чекори за да се постигне некој напредок, да се донесе нешто ново, младите да имаат место да се изразат, буквално она што сака да го кажат, да има некој да ги слушне, е токму на една ваква радио емисија кој на интернет радио. Така да како ги привлекуваме ние, кажуваме дека не е ништо страшно, не дека е потребно нешто многу време, слободно време кој што ги имаат може да го искористат на вистина, а на добар начин може да научат ново, да осварат нови контакти, не само за пријателство, туку и понатаму да напредуваат во својата кариера, така да навистина многу се бенефитите во однос на волонтирањето генерално, уште подобро да се биде волонтер во Хера. Волонтерството не подразбира паричен надоместок, туку мотивот за тие да волонтираат е да се вклучат во најразлични активности кои што ќе им овозможат пред се да ги развијат своите вештини, да научат нешто ново, а со нивното вклучување исто така да им помогнат и на другите луѓе, пред се на нивните врсници, односно на другите млади луѓе. Всушност тоа е мотивот на нашите волонтери, зашто се тие активни, се вклучени во нашата организација. Значи, покрај, например, активностите што, да кажеме, се нудат во училиште или на факултет, да имаат некоја дополнителна активност која што ќе им овозможи да се вклучат во различни иницијативи и активности. Кога ги посетивме, неколку групи млади заинтересирано слушаа и прашуваа што всушност се работи овде, иако нема да бидат платени, ни изјавија дека со задоволство би волонтирале. Многу ми се допадна, значи мислам дека е едно од ретките места меѓу дека што може да се осекаш слободен да збориш за ствари од типна сексуална едукација и слично. Навистина мене многу ми се допадна и би сакала во иднина да бидам дел од оваа организација. Проектите на кои се работи овде третираат теми како сексуалното и репродуктивно здравје, човековите права, соработката и партнерството, како и неформалното образование. Во моментов оваа организација волонтира 40 на млади луѓе кои, иако уште не се ниту полнолетни, се обидуваат да научат како да станат активни граѓани.